Сосема случајно при тековни работи во одделот за имотно-правни работи. Прилепскиот архив ја откри засега единствената карта пронајдена во Македонија, на која што е трасиран и исцртан римскиот пат Вија Игнација, кој што поминувал и низ територијата на државава. Се работи за карта од 1883 година, на која што се опишува имотот што извесен Хусрев бек Паша во тоа време го подарува на жителите на селото Крстец, откако заминува во војна. На жителите им подарил 109 декари земја, 2 воденици и 1 ан. Значи, Вија Игнација од Драч, од Албанија, до поврзувајќи ги Радожда, Струга, Ресен, Охрид, Лихнида, понатаму Битола, Хераклеа, од Битола до Лерин и од Лерин до Солун. Јас електронски веќе мислам да внесам со превод, за да може секој да ја види и да види еден поттик кај истражувачите и историчарите. Инаку Вија Игнација е изграден за поврзување на Рим со Цариград, односно на западот со истокот. Изграден е околу 146 година пред нашата ера, а се градел цели 44 години. На картата и Прилеп е поврзан со пат со Битола, но не се знае кога овој пат е изграден. Исто така, интересно откритие е тоа што на картата се исцртани и два пата, кои што од Прилеп водат за Велес, еден преку селото Присад, а друг преку селото Крстец. Овој пат за Велес е исцртан на картата до Куманово. Како исцртана на карта, прв пат е прикажано. Јас прв пат сретнувам, досега не сум слушнала и драго ќе ми биде ако некој досега има слично некое сознание или пак некој пишан документ. Ова да не биде поттик, затоа што имам сознание дека во Радошта километари и нешто газиме од тој пат, од Вија Игнација. Исто така кај Хераклеа еден период беше пронајден, додека во Грција кај Лерин и неколку места постои од патот и мислам дека трасирани ме. Овој пронајдок е благодарение на Мустафа Лиовски, по потекло од Прилепско вработен во архивот во Скопје, кој што ја превел картата која пак е напишана на османлиски и арапски јазик. Од архивот во Прилеп се надеваат на многу вакви значајни откритија, бидејќи голем број документи од османлискиот период веќе биле дадени за преведување.